Здраво на сите и добре дојдовте во ново видео од Криптофил. Денеска ќе ви раскажам се што треба да знаете, посебно за овој прекрасен маркет каде што гледаме дека е се на распродажба од веќе 4 недели. Маркетов е sell. Исто, денеска ќе споделам во кои мајнери влегов, во кој нодој влегов, со кој тим се сретнав минатата недела, што е апсолутно многу јако. Исто така ќе ви споделам во кој присел влегувам, во кој што се случува како јас се обидувам да направам некој пасивен приход, исто каде бев ликвидиран рект јако пред пред само пред 3 дена. И мислам треба да се кажи, разбирате, ако некој ви каже дека сега прави многу пари, не знам кој колку прави сега пари, но има огромна депресија во маркетот. Што значи тоа? Кога маркетот има депресија, колку и да е тешко, тоа е најдобриот момент кога треба да се прави DCA, што значи Dollar Cost Average, што значи дека треба да ги полните врејчите, но исклучиво со добри токени. Моите мим токени што беа од 3% станаја до 13% во портфолиото пред 3 месеци и сега се вратија назад пак на околу 4 до 5%, можеби пак 3% за уште еден ден. Затоа што маркетов се сринува скроз. Гледајте го, Optimum за минус 29% за недела, VIF минус 40%, Virtual минус 44%. Virtual е долу минус 80% за еден месец. Ова е ненормално. Гледајте. Не знам дали се сеќавате, но кога покажував пред 4-5 недели, кога цел маркет одеше нагоре, кога многу луѓе од вас ме контактираја, и јас бев многу скептичен и продавав некои токени, за жал, како и секош, продавав многу малку, но и што се случи, сега имаме срнување на маркетот надолу. Ајде сега да бидеме малку реални. Вака са, пред да одам на кој мајнери, кој нодој, ве молам, изгледајте го ова видео кој што го пуштив денеска, ама видео што ќе го пуштам сега, ево скенеров и не скенира, ќе го гледате во петок. What blue chip crypto can do easy 5x. Значи, изгледајте го затоа што според мене, значи пак не сум финансиски советник, се што кажам тука е моje лично мислење, немој да ставате повеќе пари колку што може да изгубите. Лично јас мислам, еве ти примери. Solana од 189 би требало да појде кај $600-700, тоа ти е 3x. Cardano 70 центи, само да се врати до all time high на $3, тоа ти е некаде 4-4,5x. Само да појде кај $4-5-6, што јас мислам дека би требало да појде барем $4-5-6, па тоа ти е некаде 8-9x. Ако пој $7 само, тоа ти е 10x, ама ајде да поеме на пола, пак имаме 5x од оваа цена. Chainlink би требало без проблеми, се надевам да пои 60 до 80 и $100, тоа ти е 3 до 5x лесни пари. AVAX се надевам да појде некаде околу $100, значи тука од Трамп, значи целата фамилија купува, има AVAX, исто Chainlink има, AVAX се надевам исто да појде некаде како Chainlink, горе-долу се движа слично, се надевам да појде кај $75-100-120 до all time high, нели, тоа ти е некаде 4-5x, SUI се надевам минимум $10, тоа ти е 3x од тука, се надевам до 15, тоа ти е само неколку од токените кои што јас, кои што се еве ти 3 до 5x лесни пари, мислам лесни, нема лесни, може да се срини утре. Замислете сега, цел маркет се сринува, биткоин држи на 96.000, замислете биткоин да пои до 86 или 76.000, што ќе се случи тука, па Solana ќе пои под $100, ќе имаме Cardano назад до 20 центи, Doge ќе пои назад до 8 центи, Link ќе пои до $5 и сето ќе пои удолу. Важно е да не продавате на црвен маркет, туку може да абсорбирате повеќе или да реалокација да направите од едни во други токени, прво нешто што мислите дека нема да направи добар перформанс, да поидете во некој друг кој што мисли дека ќе направи добар перформанс. Ондо немам ич, чекам да купам на околу $1.10, ако поиди додолу супер, ако не, тоа е то. Near толку е, мислам, под undervalue, near $3, all time high да се врати е $20, тоа ти е горе-долу 7x од оваа цена. Само пред 2 недели, пред месец дена беше некаде $8,5, тоа ти е 3x од оваа цена, само пред месец дена. Аве мислам да пои треба околу $700-800,000, тоа ти е 3x, ICP, па се надеваме дока е $20, тоа ти е некаде 3x, BitTensor Tau се надеваме околу $1,500 некаде долари, тоа ти е добри 4-5x од тука и да не одам тоа. Matic неќам да го гледам, катастрофа е за сега, овој требаше да е до сега минимум $1,
Ако се врати до all time high, то ти е 10x рендер, рендер $4, катастрофа. Барем трябваше да е 8-10 $, сега значи се надаваме минимум на 3-4-5x от тука. Каспа 0.845, катастрофа е Каспа. Гледайте 008. Каспа да дойде до тие посаковани од долар, па то ти е 13x, еве да дојде до пола долар, то ти е некаде 5-6x. Еве кој испуштил Каспа, ако сакате Каспа, ете ти сето ти е на распродажба. Окей, ајде додиме сега што се случува. Значи, подхитно. Јас влегувам во майнери. Пред неколку дена имавме еден митинг, со Gems. Gems е приватен лаунчпад за токени. И сега, како што работи целиот тим, значи тие се лаунчпад, има токени, досега има околу 200 милиони raised, сигурно се повеќе. Astra Nova е многу, јас направив за NFT за Astra Nova, сега може да влезете тука, единствено да влезете тука, мора да користите некаков код. Јас имам таков код, слободно под видеото може да го видите мојот код за да влезете. Значи појдете тука, се регистрирате, преку Ethereum chain треба да платите и влегувате. Значи тие имаат приватни токени, значи може да влезете во приватна присел, нели? Тоа е еден најдобрите лаунчпадо. Има неколку такви што се приватни и се многу добри. Примерно, може да појдете на Pinksell, може да појдете на Pump the Fun, ама сето тоа е катастрофа. Значи таму има толку многу токени што ништо не знаете. А овие тука сега каде што бевме да се сретниме минатата недела со целиот тим, ги донесува сите овие токени, го донесува NFA, го донесува Olympus AI, ги донесува Leia, го донесува Incentive, Gems е нивниот токен, DOP дури, ги донесува сите нивни токени што биле во присел, целиот тим, мислам не се нивни, туку токени што биле овие се како само платформа за лаунчпад, сите токени ги донесува целиот тим да дојда и да образложение кои се, што сакаат да направат понатаму со roadmap. Значи тоа е еден начин каде што јас подвлегувам во некои од токените. Astra Nova, значи излезе многу добар токен. Сигурно ќе соберат 3-5 милиони некаде минимум. Окей, сега што се случува? Овие Gems сега излегува со нодои и майнери. Ако поиш на Gems, излегува нешто како чима како Pump the Fun, се вика Rocks, не знам овде нема линк, исто така може да појдеш и да си ставиш твој токен. Тука и исто така че има Centralized Exchange. Овде поиш Create a Project може да појдеш, нели? Ако Launchpad ете тука има, може да си ставиш твој токен ако сакаш, еве има, но тие не се верификувани од нив, не се проверени, туку може да некој да успее, повеќето сигурно ќе пропадна, но тоа се некои нивни токени. Се што се случува? Сега, значи има Launchpad, имаат исто, че имаат SEX, нели? CEX, Centralized Exchange че има, и исто така и че има Pump That Fun нивна верзија тука на Arbitrum, што е доста интересно. Може да е успешно, може не, но и сега доаѓаат со нови нодои и майнери. Сега, првин мора да се купи нод, кошта $29. Секој што има нод ќе добива, ќе има приход од значи од тука од Launchpad, че има од овие што се сите овие кои што излегуваат токени тука, даваат 1 или 2%, некој процент даваат на сите оние кои што имаат нодои. И никош не знаете кој од овие може да е успешен. Може че има 100 проекти, може еден да е успешен да излези примерно следниот Solana или следниот Sui. Може повеќето ќе пропадна, но ако еден е успешен, ако вие добијате некоја локација од примерно $2 или $5, ако тој појди пута 50 или 100x, па супер, веќе сте ги вратиле парите. Другиот приход ако имате нод, ќе биде од Centralized Exchange, нели? Од целиот приход ќе делат профити и исто така од мим токените што ќе се лиснуваат, исто ќе има токени. Сега тоа е само за нод холдери, нели? И еден нод кошта $100. Тој не може да се трансферира, тоа е како NFT, ви стои во вашиот ова back office што е. Сега, изгледајте го во видео тука, One Miner 4 Tokens, имам цело интервју со тимот, со самиот тим, со овој еден од главните кои што го направив, нели, и објаснува се чекор по чекор како работи. Сега, второто нешто, кој што јас сум заинтересиран, сега што ми е целта? Целта мене ми е, еве веќе продале, сигурно има продајно можеби близко до 1 милион, цената ќе скрени за 2.5, добро. Сега, целта ми е да купам
еден или два нодои по $100 и целта ми е да купам 2 или 3 майнери. 400-500 $, повеќе неćem да давам. Зошто? Затоа што толку мене ми е риск капитал, толку јас можам. 400-300 до $500 доволно е за еден проект. Ако е успешен, супер, си вратам парите, направам 2-3x, happy days. Ако изгубам, не е нешто што ќе одем да се пукнам глад. Сега, исто така ти имаат майнери. Майнерите е овде им се вика Mercury Miner. За да ви работи вашиот майнер, треба да имате нод. Значи први мора да купите нод за $99 и майнер. Майнер кошта $190, 199, 200, 4000 и 20.000. И сега да 200, 4000 и 20.000. Сега вие што може да направите? Ако го искористите мојот код, нели? Овде ако ставите код, ако искористите вие код, нели? Овде, тука е мојот код, apply, нели, copy-paste, че добивате 50% попуст. Што значи дека вашиот еден майнер може да купите за $99. Јас ќе купам од тие неколку майнери. Затоа што зошто? Затоа што со еден майнер, тука може да појдете learn more, вие ќе добивате 4 различни токени. Incentive токен, што е Layer 1 блокчейн, веќе е за него тие дечкиве собраја околу $25 милиони. И единствен начин сега да добијате од нивните токени, еве го инсентив, е рейс, нели, 25 милиони, единствениот начин да добијате е тоа што треба да имате майнер. Тоа се дигитални майнери, нема никакви физички, нели, апаратчина, значи сето тоа дигитално, тоа е NFT, може да го пратите од еден на друг wallet, но мора да имате нод што не може да се прати за да ви работи вашиот майнер, за да ги добивате тие токени, иначе ќе биде како NFT. Исто така, кога има hard cap од 40 милиони, ако или 4 месеци, ако тие ги прода овие hard cap, ако се достигне 40 милиони или после 4 месеци, како што разбрав, нема повеќе да се продаваат, единствениот начин да купите NFT ќе биде на OpenSea. Сега јас мислев да купам еден нод со 3 майнери, зошто? За во случај ако се продадат сите, цената ќе се крени од 100 до кај $150-200 некаде до крајот и ќе можам да ги продам на OpenSea. Значи еден ќе можам да продам, ако примерно го продам за $150-200, јас веќе си враќам за 2 майнери назад. Значи си ги враќам тие пари плюс дупло парите, така да ќе ми излезе еден майнер примерно до 2 за без пари. И сега тоа исто е една опција. Но во меѓувреме ќе добиваш 4 различни токени. Каде што тие токени вие ќе ги добивате, ова е многу битно да го разберете, за 2 години. Секој месец ќе добивате точно толку токени, нели, колку што пишува од секој еден проект. Тоа ќе биде 4 проекти од овај майнер. Понатаму ќе има други майнери каде што ќе има 4 други токени. Сите овие токени се стрикно проверени од нив. Тие се GEMS verified. Разбирате? Не е од овие долу што секој може да си креира, туку се од GEMS verified. Тоа е многу, многу битно. И многу битно да разберете, че ги добивате тие токени тогаш кога ќе има TGE од токенот. Тоест кога токенот ќе излези на пресел, кога ќе излези надвор, кога ќе може да се трейдува, тогаш ќе почнете да добивате токени во наредните 2 години секој месец по еднаш. Ете така, еве го тука е се објаснато, може да видите како работи, што работи, се објаснате на ова страна. Ете така, тоа е, мислам дека се разбравте, објаснав се, тоа е тоа. Одиме понатаму. Сега, еден проект кој што ќе влегувам за пресел е Трија, но пред да одам таму, дај да ви го спомнам каде што влегов во еден нод. Еден нод направив неколку видеа, неколку македонци веќе влегува. Ако некој купил од овој нод, ве молам пишете ми назад затоа што имам мал поклон за вас. Пишете ми Филип, да, јас купив, тој ми е волето што купив, ќе ви како и да имам мал поклон за вас. Сега, во овој нод што се вика Swarm, направив неколку видеа, можете и гледале, може не. Ова е исто дигитален нод. И сега што јас сум многу во нодови влезен. Зошто? Затоа што досега имам добро искуство со нодови. Овие се дигитални нодови. Пак ќе повторам, дигитални ги купуваш и само се чува вашиот волет, еве може да видите, и добивам токени. Во овој момент ова е една недела излезен надвор. Досега си има продајно 3000 токени. Нодови. Сега, тој што влезе прв, че добиваше првиот ден, добивав 1200 токени првиот ден добив. Но денеска, ако влезете, добивате по 500 токени веќе. Зошто? Затоа што овој нод така работи. Колку повеќе нодови се продава, има 1.5 или 1.8 милиони токени се распределува
на сите кои што имаат нодови. Сега, така овај нод работи. Не ова Gems. Ова Gems сега што го спомнав е скроз различно. Ова е знаете точно тука секој месец ќе добивате точно определен број на токени од 4 проекти. Но овај нод примерно тука, Swarm, што се вика, е првиот AI нод на SuiChain. Тимот е многу добро за нив и со овие исто така направив цело интервју. Тоа е многу битно, многу е ретко да најдете јутубер да кажува за некој проект, да купува некој проект и да прави интервју со самиот тим. Значи тој сум јас, сакам да бидам транспарентен колку што можам и со тимов. И после вие треба да се одлучите. Да, супер, сакам да влезам или не е за мене, нечем. Океј, тоа е. Од овај нод ќе добивате токени околу 8 до 10 години, но мене ми е битно во нареднава година до 2. Токенот ќе излегува некаде мај месец, но како што разбрав сакат да го да малку побрзо да го пуштат некаде можеби крајот на април или почетокот на мај, после Великден ќе биде топ. Сега, гледайте, јас добив во овој момент 6500-600 токени. И сега да видиме колку горе долу пари сме добиле. Значи, тоа ти е примерно 6500 токени во овој момент. Цената се надевам да биде како што излезе предходните ноди, 0,02 центи. Се надевам да е така. Мислам да се надевам 0,02 центи ако излези, 0,02-0,03 ама ајде да бидеме песимистички. Да гледам 0,02, јас досега како да сум направил $130, а само една недела сум натреа има да соберам цел февруари, цел март, цел април токени. Значи јас сигурно ќе имам некаде околу сигурно над 15.000 токени тука. Од сега добивам по 500 на ден, но ако продават повеќе нодои, ќе добивам по 100 на ден, 50 на ден. Сега, но поради маркетот не се продаваат многу, што е добро од една страна за нас, ама не е добро за тимот за сега, ама 3000 продадоа, што е супер и исто така направи рейс од околу 3 милиони од некои спонзори од назад. сега, обично токено првиот ден до вториот ден, обично првиот ден одат 5, 7, 10, 15 екс нагоре. Ајде да речеме, ако јас во овој момент сум направил $130, нели на launch price 0.02, и ако овие примерно појда пута примерно само 5 пати да појди, јас исто како да сум направил $600 до сега. А да не зборуваме, ако јас $130 сум направил на 0.02 центи, и ако примерно појди пута примерно 10 пати, исто како да сум ги вратил сите пари, нодо кошта $999 на SuiChain. Ако сте заинтересирани примерно како да купите нод, гледајте го, имаме едно видео, ќе го оставам долу под самото видео, се вика Swarm Node без нод, еве го, how to buy tutorial. Еве го цело интервју, изгледајте го цело интервју за да научите што е точно тој нод. Исто така, толку за тој нод, значи мислам има многу потенцијал според мене, се надевам е добар, кодо е CryptoPhil, искористете го кодо кога ќе купувате, линкот е долу под самото видео, значи CryptoPhil е кодо, ако купите пишете ми, имам мал поклон да ви вратам нешто назад, значи ако добијам некој реферал ви го враќам назад, така да вие ќе бенефицирате појче, да ви направам услуга, зошто да не, значи треба да си помагаме на други. Друго нешто, Jupiter Airdrop, ако не сте го гледали видеово, ако сте го користеле Jupiter DEX на Solana, искористете го, јас добив $700 за airdrop, за прв пат да добијам и јас free airdrop, така да мислам доста луѓе добијаја и доста изненадени луѓе добијаја пари назад. сега, друго нешто. Денеска излезе Berachain. Berachain излезе, појдете на Berachain, летна според овде од 7,80 појде до 14, се дуплира и еве го сега се стабилизира на 9. Дали ќе оди или не, има 1.4 билиони трейдинг волумен. Денеска е толку лош ден да излези, ама сепак за толку лош ден пак се дуплира цената, не знам која беше launch price, ама може да видите дека толку е добар токенов, што веќе излезе на Binance, што сите работи, не купувам јас, има доста потенцијал тука, но чекам да има уште појче краш, да може би до $5-6, не знам, ќе видиме што оди нагоре, но појдете на Berachain и видите дали сте квалифицирани за да добијате airdrop. Значи тука има некои квалификации, дали имате BNB, сите тие работи, појдете claim airdrop и видете, само не треба check wallet адрес, ставете ја тука адресата, copy paste и видете дали сте или не сте, дали може да добијате или не. Сега, предувам за последното нешто, друго што правам јас yield farming. Знаете дека сакам yield farming, но последниве 2-3 недели yield farming се уште плаќа, но за жал излегува многу надвор од range и требаше да направам readjustment, нели?
да направам, но и сега што правам за сите вие кои што се заинтересирани за да се вратите назад во ренч, јас тоа што го правам сега, чекав да се подстабилизира маркетот, никако неќе стабилизира. Правам толку мало ребаланс, малку, што горната граница ја држам колку што е, а долната граница ја влегувам толку малку колку само да влези во ренч. Се надевам дека разбравте. Значи горната ја држам примерно ако Ethereum ми беше 3500 до 3000 до 3500, горната ја оставам 3500, а ќе го вратам сега да е 2690, колку да влезам во ренч за да почне да принта пари. Ако падне 2500, чекам ден два и после пак ќе го вратам понадолу. Сега, некни јас бев рекнат од сите што имав отворено long low leverage, имав отворено околу 12-15 позиции, од само 3 ми останаа живи, и сите бев рекнат. Зошто? Сите, ако некој ви каже дека не беше рекнат, ќе ви излажи, сите ликвидации пред точно 3-4 дена, кога Ethereum се срина до $2100, тоа беше најдобриот ден да се купи, мислам момент, тоа беше момент од 30 минути. Мислам дека беше цела манипулација од сите овие што се Centralized Exchange, мислам се срина сето толку долу и ги исчисти сите лонг што беа, 2.2 билиони, ама се зборува дека се 8, најголемиот leverage што беше wiped out, нели исчистен во историјата на крипто. Повеќе од FTX, кога пропадна, повеќе од Celsius, од сетото најмногу некни пропадна и најмногу изгубија, и јас изгубив, и тоа е тоа, се случува, и што имав јас на 3x leverage. На 3x leverage, ама ако ќе падне нешто 40% во пола сат, или 50%, мислам, нема како, јас плюс и не бев дома, немаше како да се спасам. Мислам, бев, рацете ми беа врзани, бев надвор, во друга држава. Телефони не користам за крипто. Сега, друго нешто каде што влегувам во присел ќе биде Трија. Трија е многу интересно, исто како работи слично на Gems, нели, како некој лаунчпад, но гледајте тука. Ако тука влегувате во некој од овие токени, да знаете дека од овие што се присел, да знаете дека секој неколку дена цената се крева нагоре. Ова е раунд 9, овде е ова е раунд 2. Значи ова кога ќе дојде до раунд 5-6, нели, цената ќе биде 0.05. Значи колку порано влезите, толку поевтино купувате. Да само да спомнам, овој токен излезе и не заборавајте сето тука со вестинг период ќе добивате токени во наредната година. Од овој токен Леја направи 25x, нели, 2500% профит, сите што влегува првиот ден. Толку летна нагоре. Сега, но првиот ден добивте само 5% алокација. Ама сите кои што добива 5% алокација, ако успеа да продадат близко до врво, вие веќе направите ROI day број 1. Значи број ден, прв ден. Сега после ќе добивате токени во наредните 10 месеци по 80% таму, за да си вратите сите, така да мислам че се исплати сите кои што влегуваат тука. И јас за жал не можев да влезам, не купував, не знам што се случи, закочив целио, но сум заинтересиран за Старнова, но сега сум заинтересиран најмногу, како што кажав, за нодо и за мајнери. Сега да се вратам за последниот проект што сакам да ви го кажам. Се кажува Трија. Вчера имав на живо разговор исто со Тимо Сопарт Бала, со овој што е co-founder, имав директно на живо кол, преку Google, се слушнавме, ми објаснуваше еден цел сат што е како е и проектот излегува многу сериозен. Има исто код за да купите, единствено е нели со код, ќе можам да ви го пишам долу во Telegram, пишете ми, ќе ви го пишам. Или ќе гледам да го пишам под самото видео, утре кога ќе го постирам треба веќе да го имам кодо, ако не ќе го имам за утре петок треба да го добијам кодот, јас треба исто да инвестирам. Исто тука планирам да инвестирам некој динар, не многу, само риск капитал. Зошто? Затоа што проектот е стварно сериозен, стварно е многу добар, работи веќе со многу добри, со Polygon, со BitLayer, со Movements работи. Значи овие се многу добар проект. Со Talus работи, значи со многу добри проекти веќе работи, а проектов уште не е надвор. И така да мислам дека има доста потенцијал. Сакам да влезам тука. Колку ќе биде launch price сите работи, мислам дека ќе биде, не знам, но мислам дека ќе биде како дупло од колку што влегуваме сега, но првиот ден на локација ќе добивате 25% од вашата инвестиција, од токените, примерно ако клаите $1000 ќе добивате токени за $250 и ако да се надеваме токен да пои 2-3x, да ги добиваме барем 50% ROI да направиме day први,
нели? И после токените ќе ги добиваме во 3 месеци без ништо и после ќе ги добиваме токените мислам во 6 месеци ќе добиваме по некаде 2-13%, така нешто. Така да за цела година ќе добиваме тука токени од тука, во наредните 2 години ќе добиваме токени од Minero и исто така овој Swarm Node ќе добиваме 8 години нанапред токени. Така да дали трај bull маркетов колку долго ќе тај сите работи, сакам да се позиционирам, да добивам токени од секаде. Значи $2-3 тука, $10 тука, $15 тука, цело време си врти да си имаш пасивен приход. И сега многу луѓе ми викаат, добро ќе најдуваш пари. Па точно од тука, од сите майнери што сум влезен. Јас немам клеймато со месеци. Појдов, клеймам и сега ќе си купувам нодои. Си купувам други майнери. Значи правам кампаунд на самите пари, ги реинвестирам назад во други проекти. Од ова што правам yield farming, си земам и исто реинвестирам или назад си купувам некои токени што се на сел, нели сега, или си купувам сега некој како пасивен приход. Значи тоа мене ми е целта да имам пасивен приход од барем 10 различни места. Yield farming, неколку нодои, неколку pre-sales. А во присел не сум многу влезен, но треба да влезам во повеќе, ти никош не знаеш кој токен стварно може да направи нешто добро. Океј, ќе имате некои прашања, пишете ми слободно во Telegram, од тука снимам добро. Пишете ми во Telegram, одговарам на секој оној кој што ми пишал без исклучоци. Тоа е тоа. Поздрав до сите, се надевам научивте доста. Ако сакате нешто да разгледам некој токен, нешто по специјално видео, пишете ми, ќе го направам точно за вас, без никакви проблеми. Благодарам уште еднаш. Сите видеа ќе бидат долу под самото видео или тука си појдете во видеос на мојот канал и изгледате сите видеа. Колку време сме? 26 минути, подолго од што очекував. Поздрав, ве сакам, чао на сите.